Минатата недела 360 степени објави дека Скопје брои ситно до рестрикции на вода. Долги низ години се користиш само Рашче 1. По потреба се вклучуваше Рашче 2. Годинава ги вклучуваме резервните извори. Состојбата не е подобра ниту со другите извори, како на пример Студенчица, кој снабдува 200.000 жители од 7 општини во Западна Македонија. Ваква состојба не се памти 50 години. Индијанско лето беше наречено, буквално од март месец нема заврнато. По јавните реакции копавме уште подлабоко за да провериме како може да се намалат големите загуби на вода и кој е генерално планот за чешмите да не останат суви, бидејќи долгорочните анализи предвидуваат се помалку врнежи, а со тоа и помалку вода во изворите. Неколку лица со комби и необични инструменти стојат на Скопска улица и го истражуваат тлото под нив. На прв поглед, сцената е чудна, но работата што ја врши овој тим е практична и важна. Целта е без непотребно копање на урбаната инфраструктура да откријат каде од подземните цевки тече вода. Екипата што ја снимаше 360 степени работи за приватна фирма, која редовно дава услуги на Скопски водовод, но и на други државни и приватни субјекти. Собственикот на компанијата самиот не контактираше, откако го видел истражувањето за се помалата издашност на изворите за питка вода. Мотивацијата не му е реклама за фирмата, туку да предупреди колку многу чиста вода губат водоводите низ земјава. Од 100 кубика влезени вода во систем, околу 60 до 65 кубика се губат на најразлични начини, додека само 30 до 35 кубика се фактурира до крајниот корисник. Значи, процентот на загубата на вода е фрапантен. Дека тврдењата на Ристовски не се преувеличени може да се види од неколку примери. Според последниот годишен извештај на Скопски водовод, загубите се 33%, но тоа се загуби само од кражба на вода, од нелегални потрошувачи и истекувања поради дефекти во системот. Ако се додаде целата ненаплатена вода за наводнување на зеленилата, за фонтаните и јавните чешми, миењето на тротоарите и плоштадите, вкупната загуба, односно нефактурирана вода, е 65% од произведената. Вклучувајќи ја и ставката за нефактурирана легална потрошувачка, Струмички комуналец во 2017 година пресметал вкупна загуба на вода од 48,2%, а Дервен во Велес 46%. Анализата на Бојан Ристовски е проширена на 20 на најголеми јавни водоводни предпријатија во земјава. Крајниот резултат што го добил е дека годишната загуба на чиста вода е 150 милиони кубни метри, или сликовито, земјата годишно фрла 60.000 олимписки базени питка вода. Едноставен би рекол и најекономски оправдан начин за добивање на нови извори на вода е преку откривање и санација на постојните дефекти во водоснабдителните системи во јавните предпријатија на територија на Република Македонија. Одредени податоци или калкулации кажува дека за добивање на нови количини на вода за 1 литар вода во секунда преку нови извори се 10 до 40 пати поскапи отколку добивањето на тие 1 литар во секунда преку откривање и санација на постојните дефекти во водоснабдителните системи. Дека тврдењето на Ристовски не е мотивирано од бизнис причини, покажува документот пред 4 години до кој дојде 360 степени. Во стратегијата за климатските промени насловена Отпорно Скопје, на која се подпишани универзитетски професори и институции, едно од сценаријата е дека до 2025 година може да се појави недостиг на вода во делови од градот. Дури и пораст на населението со процент на прираст од 0,58% наложува употреба на максималните капацитети на изворот Рашче и бунарите Лепенец Нерези, за да се задоволи максималното производство на вода. Во вакви услови може да се појави недостиг на вода. Директорот на Скопски водовод смирува дека вода за пиење има, но потврдува дека веќе прават анализи за додавање нови извори. Фокусот сепак е ставен на дигитализација на водоводниот систем.
Едноставно секој би имал дигитален водомер и секој во одреден момент ќе знае колку троши сопствена вода. Верувајте дека нашиот систем кој што ќе го инсталираме тука во претпријатието преку тој SCADA мониторинг систем, ќе имаме увид за точната бројка и на потрошена вода, но и загубата на вода, која што е битна ставка, која што се стремиме да намалиме, ќе ни биде од особен интерес во инсталирање на овој Smart City или Smart Monitoring систем кој што Според Весковски, големите загуби на вода во Скопје се должат на повеќе причини, а не само на старата и дотраена водоводна мрежа. Како губиток се смета целата вода која е произведена и влегла во системот, а не е наплатена. Еден дел отпаѓа на технички загуби и дефекти, втор дел на комуналната или нефактурирана легална потрошувачка, како наводнување на јавно зеленило, јавни чешми и фонтани, потрошувачка од јавните предпријатија. Третиот дел е така наречена комерцијална загуба, односно нелегални и нерегистрирани приклучоци и неисправни водомери. Европските стандарди оперираат со максимални 20% загуби на вода. Весковски вели дека ако се исклучат кражбите и водата за јавни површини, Скопје не е далеку од таа бројка. Верувајте дека сета оваа потрошувачка ние ја евидентираме како потрошувачка, но не можеме да ја наплатиме. Реалната загуба во градот Скопје е некаде помеѓу 25 и 30%. И на кој што ние се стремиме да ја намалиме секоја година. Додека да се најдат пари за скапата дигитализација на системот за водоснабдување, кој во реално време ќе покажува каде се губи вода, Водовод ќе продолжи со проектот за сателитско мапирање на дефектите. Ние имаме документација целосна, каде е дефектот најден, што сме направиле и како таков е заверен во архива. Буквално целиот проект е веќе завршен, тие 236 дефекти се санирани и затворени како дефекти. Само изминатава година. Ефектите од зафатите и новата слика за реалните загуби на вода, Весковски најавува дека ќе бидат видливи во следниот извештај на предпријатието за тековната година. Очекува тој да покаже и помало производство од рашче и намалена потрошувачка. За Бојан Ристовски пак нема реални и нереални загуби. Тој апелира сите зафати на водоводните системи да се прават врз база на анализи и координирана акција. Мораме да направиме определена стратегија, државна стратегија, која ќе ги дефинира приоритетите на комуналните предпријатија, дали тоа се приоритети кај различно комунално предпријатие во смисол на намалување на техничката загуба на вода, дали е тоа приоритет кон намалување на комерцијалната загуба на вода, а тоа се информации кои може да се добијат само со прелиминарни активности на мерење на протоци и притисоци во самите комунални предпријатија. Додека да се случат крупните зафати, а и потоа, еден од клучните фактори за тоа дали и понатаму ќе има доволно вода во чешмите на скопските и домаќинствата во другите краишта на државава, се и самите граѓани. Вода да штедам не се обидувам. Треба секој граѓанин да се запознае со она што не чека. Недостаток на вода ќе има, така да ќе мораме да штедиме.